Врз основа на првичната идеја за основање на математичка гимназија, де факто основната идеја е таа да почне да функционира некаде на почеток на 2018 година, меѓутоа на истата и претходат сериозни активности и подготвителни работи кои што мора да бидат спроведени во периодот од тогаш. Имено планот е да и основната идеја е да се на еден начин формира училиште од национален интерес, елитно, но во научна смисла на зборот елитно, најдобрите и најталентирани ученици за математика да бидат секоја година составен дел од таа математичка гимназија. Веројатно нема да биде голем бројот на ученици кои што ќе бидат составен дел на таа математичка гимназија годишно. Планот е најпрво да се започне со формирање на една паралелка која што ќе има исклучително високи критериуми за прием, кои што ќе бидат ќе зависат исклучиво од степенот на познавање на математиката на учениците. Ќе станува збор за ограничен број кој што веројатно нема да надминува повеќе од 20 ученици годишно. Со нив ќе работат редовен постојан кадар на наставници по математика, ќе се работи специјализирано на математика, физика, хемија, психологија и логика, на еден начин специјализирање на сите оние науки кои што директно се поврзани со развојот на когнитивните способности на учениците, но и секако со развојот на нивото на математика кај истите. И со нив потоа би работели во дадени сегменти, посебно професори. Планот е да се понуди на професори од Природно-математичкиот факултет и од МАНУ да бидат вклучени во целиот овој процес. Основната идеја е да се постигне исклучително високо ниво на познавање на математика за тие ученици, затоа што де факто тоа е потреба и за Република Македонија, но и тренд генерално во светот. Така да на тој начин би сакале да обезбедиме едно подигнување на нивото на знаењата поврзани со математиката. И како што најави претседателот на ВМРО-ДПМН, планот е да биде со сместувачки капацитети таа математичка гимназија, де факто целосно да бидат посветени учениците на изучувањето на математика. Ова е на еден начин пример кој што постои во голем број високо развиени земји. Учениците од тие така наречени математички гимназии постигнуваат врвни резултати на меѓународно ниво, а исто така и голем дел од нив потоа се вклучуваат и го продолжуваат своето образование на некој од најелитните или највисоко рангирани универзитети во светот, така да на еден начин тоа е најголемиот предизвик со кој што сакаме во следниот период да се соочиме.